Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се извинуваме за доцнењето ово утро. Моја вина, како и секогаш. Интересни настани во светот. Иранскиот претседател, министерот за надворешни работи, загинаа во хеликоптерска несреќа. Имено, синоќа вчера, попладнето, иранскиот претседател Ебрахим Раиси и неговите придружници, вклучително и министерот за надворешни работи Хосейн Амар Абдолахин, биле пронајдени мртви на местото на пат на хеликоптерот во северозападниот дел на Иран. На 20 мај иранската државна телевизија објави дека хеликоптерот се урнал поради лошите временски услови. Кабинетот на Раиси одржува итен состанок, објавија државните медиуми. Ова е веста една во секој случај човечки животи, иако станува збор за вака проблематична држава во светот. И случајно или не е ова? Прашање за $1,000,000, дали е случајно или не. Секогаш кога се случуваат такви работи, има контроверзија околу тоа што се случило. Бил конвој на хеликоптери, како што разбравме, и се случило тоа што се случило. Понудиле неколку земји, дури спасувачи, да придат до тие. Да, Русија беше една од тие држави. Колку што знаме, Русија, Азербејџан, Арменија, Турција, мислам и Индија, не сум сигурен. Меѓутоа, починале луѓето дека да таму. Тоа е тоа. Сега што да се каже, дека едноставно во лош момент доаѓава за светот една земја која што е инволвирана во толку многу настани, останува без два клучни ликови. Тоа се претседателот и министерот за надворешни работи, кои што се клучни за држање на комуникација со светот. Во конкретниот случај има уште еден проблем. Не е проблем, него ситуација. Најмоćен лик таму не е претседателот, тоа мислам дека го знае. Тоа му е, па не го знаат поголем дел од слушателите, веројатно, најмоćен човек во Иран е ајатолахот, тоа е верскиот лидер во земјата. Да. Меѓутоа шиитска џамахирија, како. Не, теократ, некој микс од теократија и демократија, чуден систем е. Има гласање, да се разбереме. Значи има демократски легитимитет, меѓутоа. Ама нема ајатолахот, тој што е главен, нема демократски легитимитет. И тоа е малку чудно. Цела емисија ќе треба да пишуваме како се бира тоа. Меѓутоа има и таму некоја црта. Не е битно. Значи, она што е значено е дека стар земја, тоа е стара цивилизација, 6000 години е Персија, Иран. Има чуден систем. Системот е воспоставен по исламската револуција 79 година. Теократски моменти, демократски моменти, свашта има внатре. Инаку они се шиити, за разлика од Саудиска Арабија, кои што се сунити. И нивната деноминација во исламот има хиерархија, како што има, да речеме, католичката црква или православната црква, што значи дека еден човек е на врвот. Малце е по-хоризонтално кај сунитите, кај другите. Тие па имаат кралство, да речеме. Да, инаку покрај нив шиитски земји доминантно се Бахрейн, иако кралот е сунит, Ирак, потоа Ирак е доминантно шиитска. Да, над 60%, и се после интервенцијата американска, фактички Иран беше најголем добитник од американската интервенција, затоа што воведувањето на систем на гласање и демократски избор на влада, шиитите се мнозинство таму. И иранското влијание е многу по-изразено. Потоа, како мнозинство, ама не надполовично мнозинство, се исто така и во Либан. И еднозначителен број се во Јемен. Меѓутоа, шиитски малцинства има секаде. Има и во Турција, ги викаат алавити. Има и во Македонија. Бектешката заедница фактички е шиитска заедница. Еве сега да мислам, шиитска секта сега. Секта не можеш да кажеш, бектешите не се малубројни. Добро, да. Секта, затоа што зборот за секта е лошо прифатен во Македонија, иначе вистинскиот збор на секта е, не знам, Гранка на исламот. Гранка на исламот, да. Так.
сект. Да. Сега прво мислам дека ќе тече истрага, уште вчера најавија да видат што се случува, како се случува. Ќе видиме. Ова доаѓа во еден интересен момент кога Иран нели упати, се сеќаваш на таа криза со проективите. Тоа беше договорена работа сега, да бидеме искрени сега. Најверојатно посредник е Турција тука. Значи едниве деме гаѓа не погодија ништо, другиве гаѓа не погодија ништо. Да. А пред домашната јавност сите кажаа дека кој знае што направиле. Но во секој случај ова беше една навистина, тоа беше една пиар криза, еве ќе наречеме. Вистински збор, по неја доаѓа ова, по она што ги следев нели претежно и CNN и останатите западни медиуми. Да, тие сите велат дека ја отфрлаат можноста за атентат, затоа што гледав и големи познавачи на областа, велеа дека таму во таа област каде што се случило ова, може буквално од нигде да ви се појави магла, која вие не може да ја забележите ниту на радар, ниту на електронски систем, ниту тоа се планини таму кој значи тоа таков е регионот. Значи станува збор вели за проблематичен регион, а кога зборуваме за хеликоптер, дури најдобрите пилоти на хеликоптери во магла едноставно малку тешко функционираат. Но во секој случај сега ќе имаме една ситуација кога ќе треба да се смири таа нација и потоа да пристапи повторно кон нови избори. Тоа е тоа. Да, добро, тоа се нивен предизвик за геополитички на светско ниво. Мислам дека никој во Иран, нели од официјалните, ниту ајатолахот, ниту тој околу него не е. Се уште се немаат изјаснети, затоа што види, прво треба да се види што се случило, нели? Потоа ќе следи изјаснувањето, потоа ќе следи другите, меѓутоа но се сеќаваш, нели, лидерот на Исламската гарда беше своевремено, кога беше Трамп председател, со атентат убиен. Да, не, со тие дронови монои. Со дронови, да. Со дронови го убија. Што значи дека тие се легитимен таргет подолго време, но ви велам, и покрај тоа, најверојатно во овој случај, па на никој од Запад нема одговара да го разгорува, сега уште Иран им фали на сета таа проблематика и мислам дека најверојатно станува збор за несреќен случај, каков што и ние имаме подолго време, а тоа е несреќниот случај наречен Грција повторно ќе не блокира. Биди се, ова беше најавено, нели? Ние го дискутиравме во емисијата дека тие се подготвуваат за оваа ситуација. Сега прашањето кое што се поставува е што со тоа, условно кажано. Односно, што сака да постигне Грција, затоа што де факто, ако видиш, нема никакво прекршување на Преспанскиот договор. Со што е прекршен Преспанскиот договор? Види, нека го документираат прекршувањето. Ја не ја гледам. Кај го гледаш ти прекршувањето на Преспанскиот договор? Што е прекршен? Види, не. Ја малку ќе се обидам ивицу по-широк контекст да ги извадам работа. Ајде. Значи, сега дали има прекршување или нема е правна работа за која што секој ќе ви каже дека нема прекршување. Но тука има една друга политичка димензија. Која е таа? А политичката димензија е тоа дека СДСМ паѓа од власти на Грција сега наеднаш, тоа е проблем. Тоа е политичката димензија. Имаме ние сериозен проблем со тоа исто да видиме дека нешто слично во помала мера за некој чудно дури бугарите излегува по-културни во оваа работа. Како? Па нив помалку им пречи тоа што СДСМ падна од власт. Немајте да мислиш. Не, зборам барем па немаме ние на бугарскиот председател и на бугарскиот премиер 9 изјави 9 дена поред. Чекај, следи тоа. Добро е.
за сега се по-окей. Па ти се Но, сомневаш? Она што е факт е дека едноставно е. Тие што им мислат лошо на Македонија имаат проблем кој СДСМ ќе падне од власт. And that's it. Како да ви обяснам? Тоа е исто како сега да кажи бе некој писталира на надворешна власт по светов. Не, мислам дека математиката е дека тие се малце попусливи генерално кон сите барања на меѓународната заедница, така? На тоа мислиш? Види, не би бил толку тврд како тебе, сега да кажам дека. Дали се попусливи, дали станува збор за друг дел? Не е човекот кој го смени името на оваа земја, поседува имот неговата фамилија во Грција. Ваков или онаков. Мислиш да. Имаше индиции дека како лидер на опозиција да во ГПК како беше. Се сеќаваш кога одеше у Грција кога го симиња па пешки проаѓаше граница. Па нели во ГПК прешол, така самиот се пофали. Ја не знам зашто. Да. Мислам тоа не е за фалење. Сега, имавме и па керка му ја даваше за остров, ќе ја менјаше. Да, тоа беше една неславна шега. Се надевам дека беше шега, усвари. Ништо таму не преудицира. Сакаш да кажеш кога имам прашање со... Знаеш како Ивица? Може сега ја да бидам наивен и да верувам. Наеднаш се отвори независен весник пред да дојде СДСМ на власт. И се затвори одма. И се затвори одма кога го сменија името. Сега нешто порталци имат работа 2-3 будали. Значи, ме разбираш што сакам да ти кажам? Добра, ма не околу тоа имаше цели извештаи о медиумите од каде биле најдени пари и така натаму, нели? Грција си имаше овде сериозна операција која и си има? И си има се уште сериозна операција и таа операција беше една од етапите на тие операции беше шарената револуција. Една од етапите на таа операција беше промената на името како финална верзија на види, во секој случај, мислам дека кога ќе адреналинов кога ќе помине, ќе треба пак да се седне со нив, така? Океј. Се согласуваш? Види, не можеш да не седнеш со некој што ти е сосед. Еве, не ја разбирам не ги разбирам. Зошто се толку зошто тргнаа толку нагло? Зашо им смета се? Види, не знаат они дека тука нема дека никој не го потреба, знаат. Имаат овдека амбасада информира. Види, нив и сега целта е да се затвори прашањето по секоја цена. Не може тоа така. Нив главен проблем има што во Македонија ќе има власт која нема да биде под нивна контрола. Тоа има главен проблем. За прв пат подолго време. Добро да има, што има тука лошо во тоа? Историскиот нивни непријател, што од времето со андартите која се тепаа во Егенска Македонија, тоа е ВМРО. Немаш така се враќа на власт. Немаш така да кажеш. Немаш така да кажеш. Како да ти кажам? Не е тоа истата организација сега. ВМРО е демократска партија формирана во 1990. Да, но идеалот е ист, како да ви објаснам. Ама не. Континуитетот на тој идеал тогаш зашто се вика ВМРО. Да, ама колењето е завршено, тие глупости, знаеш. Да, но па добро да се и андартите не ги колат нашите таму. И они ја заврши, и ние ја завршивме се. 21 век е друг е патриотизм. 21 век е друг патриотизм, да. Но суштината е дека и мислам дека најави Мицкоски како ќе тера работата, нели? Работа е дека тие немаат во овој момент овде некој кој ќе спроведе нивната агенда, тоа е целосно уништување на меморијата на овој народ за името Македонија. Ама не може тоа да се направи. Види, пак е исто како со бугарите проблемот. Не се прават нација од епрувети. Нели? Баш така. И сега притисокот само ствара контрареакција. Ако мисла дека овој притисок дека некој ќе уплаши, никого не плаши. Никого не плаши. Значи, да. Македонскиот народ ја помина таа, како да ја наречеме? Таа црта, така? Да, да. Више никој не се плаши од такви работи. Никој. Добро сега. Не е баш така. Кој се плаши, ајде кажи? Од шо? А ева од тоа. Од кое? Од шо? Од тоа што Грција се заканува.
А, не, во Па Македонија... за тоа ти кажам. Па не, постои, види, ти во Македонија имаш... Ја не можам да верувам, уствари. И еве сега, нека биде голем дел од тие и не слушаат и така натаму. Во Македонија имаш луѓе кои јавно пишуваат колумни текстови, имаат сериозен проблем со тоа што некој го користи терминот Македонија. Кој бе има тоа? Ај кажи ми се, вака кога кажуваш, знаеш, ми е чудно. Кој има проблем со тоа? Има бе, отвори колумни, читај. Чи? Зоран Иванов. Абе, добра, ај се, остай се. Ти, чекај, независен, онаа една, како се викаше старана мома, Жижи. Не, шо? Шо има проблем со Македонија, викаат луѓето? Не бе, има напишано дека ради ова го споредува дека нас може ради ова да ни се случи на некој наш лидер она што му се случило на овој у Словачка. Бог да чу. Ради тоа што ме го користеле Македонија. Бог да чу. Чеч не се тачни, не знам Како би да ти објаснам. чекај се, што повикува, на Не смрт повикува дека тука постои таква веројатност дека сега луѓе кои се ова ја блокира користењето на име Македонија, ја блокира Европската унија, има тука усиени глави европски. Боже, со тие збори? Па така некако завиена форма. Ќе отвори го независен кејш. Не се здрави, како да ти објаснам. Зоран Иванов види го што пишува. Тријчко види го што пишува. Асма види го што Не, пишува. ја мене ми изненади повикот на овој на Денко Малески кон американците да стајле на црна листа Силјановска, мислам, мал себе, како се вика тоа. Дали се здрави што пишува? Како викаат овие, лакше мало ти текнува кога ќе кажат. Така? Малце ми изненади таа работа. Мислам, Значи, ако мислат дека на тој начин добиваат некој... Не, тие ја промовираат политиката која нас не донесе до бездна. Тоа е политиката да попуштаме кон сите и да не направиме ништо внатре, надевајќи се дека некој од надвор ќе ни ги реши проблемите. Таа политика доживеа дебакл на 8 мај. А мислиш она храни брани, како беше? Да, политиката НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни. Да, со НАТО заедно ќе се браниме, затоа што сме членка на НАТО и ќе останеме да бидеме, не може да не бидеме веќе. Ама сами ќе се храниме. И нема НАТО да не брани, заедно со НАТО ќе се браниме. И нема да се храниме, заедно со ЕУ ќе се храниме. Тоа што ќе увезуваме, ќе извезуваме и така натаму. Суштината е... Кој ги смислове ви? Суштината е дека, Ивица, тие не доведоа до ваков стадиум и сега нивната пропаганда бара во Македонија да има колонијална интервенција. Ние да станеме колонија. Не, ама што се тоа? Еве пак знаеш и во вакви кругови колку пати сум чул дека Македонија треба да ја води валутен борд. Мислејќи дека таму у Бугарија која имале валутен борд, не е така. Не е така. Значи тоа е историја и сега ама како на неписмен да му обясниш дека тоа никад не се не е дека таму седат некои сега ти оправаат економијата, тоа е инструмент, не е битно, ајде. Како да ти објаснам? И они шо ќе ти е валутен борд у економија која што 90 и која година таму? Од 93 година има фиксен курс со евро. Така? Да. Шо ќе ти е? Ама не, они си сватиле дека тоа валутниот борд бил уствари влада од странство која ја водела државата. Колонија, да. Не, и тогаш они ќе владеат со странците, тоа е отприлике. Кажи го да е... Затоа што народ овде никогаш нема да ги избере. Да. Па така владеја 7 години. Ужас. Али ова е добро. Што викаш? Валутен борд. Добро. Некои такви работи заговараат. Исто сега имаше на друга ситуација. Европските интеграции во Македонија се заглавени поради СДСМ. Точно. И ДУИ. Тие не доведол ќоршокак со Бугарија. И тоа тежок. И сега пази. И тоа вчера дискутирав со мој пријател од Грција. Ама знаеш, вика, сега секако пак има вето. Абе, шо ни менја, викам, нас дали ќе има вето? Прво, зашо вие мислите дека у Македонија некој зборот вето драматично го доживува? Ние сме светски рекордер по добиени вета, имаме 30 добиени вета, 40, колку имаме до сега? Па не ги броиме. Ние еднаш годишно по вето 2 си лапаме, така. Вето 2, добре. Значи, така,
Тоа за нас не е нешто драматично. Ова како во кафана А1 вето. Број 1. И број 2. Што ни менја нас? Дали во ЕУ ќе забидеме закочени со едно вето од Бугарија или со две? Нема шанси да им уставни избедне, да се разбереме. Тоа нема да се деси. Или со две вета од Бугарија и Грција. Што ни менја? Исто е. Ние секако сме закочени за ЕУ, а на крајот од денот ниту сме закочени поради Бугарија, ниту сме закочени поради Грција. И двете вета, и све да им признаеме. И на едните и на другите, и да кажеме не Гоце Делчев и нашите баби, секој. Све што е родено 41 пред 45-та било бугарин, све да кажем, после Холандија ќе ни стаи на која глупост вето нас. Што ќе треба да правиме кога ќе ни стаи Холандија? Не разбираш што сакам да ти кажам, значи ние нема да влеземе во ЕУ додека ЕУ тоа не го сака, не сака у моментов ЕУ. Енде. Крај на муабет. Не сака. Не сака, до ЕУ Не е сака. проблемот, не е до нас. ЕУ сака да не го заглави проширувањето. Па тие муабети, Црна Гора ќе влезела до 2029 година во ЕУ. 8. До 28. Да. Ајде да видиш дека нема да влезе. На крај ќе им дојде нешто. Ќе углаат со Хрватска, демек. Ајде да влезе, Црна Гора не е релевантен пак фактор, она е поморска сила. Поморска земја. На море излегува, мислиш? На море излегува. Е добро ди шо. Ние од континенталниот Западен Балкан ќе имаме поинаков проблем. Континентален Западен Балкан. Ама не види. Ти мислиш дека само за Црна Гора ќе отвараат процес на проширување? Нема да отворат. Джабе им. Ја не мислам дека само за Црна Гора. Нема да отворат. Нема бе, нема. Приказни за мали деца ни кажуваат овде и ние треба сега да веруваме. Па добро, веруваме во многу работи, се, да се разбереме. Да бе, Во шарени лажи верувавме дека нели ќе осменим името и ќе полетаме кон осврени веруваа сите сега. имаше будали кои веруваат. Ја не бев еден од нив. Имаше и такви кои веруваа да се запише таму. Верувај дека Google и Facebook ќе дојдат од кога ќе влеземе у НАТО. И тоа верува. Ама тој и го кажа ово и како се викаш. Кој? Тој гепек што се возиш. Преде да. И тоа отворено си каже. Суштината е дека ние треба во овој момент да расчистиме со самите себе си. Затоа што уште влада не е направена, председателка уште кабинет нема составено, ништо се нема А случило. овдека офанзива. А овдека имаме офанзива се, да бидеме Добре, реални. види се, ама тоа политички, види се, искрено ако зборуваме, така се прави политика. Така? Како се прави политика? Па сега, ти ќе ги начекаш на почеток да ги дисциплинираш, нели? Кој ќе начекаш? Па од почеток почнуваш, нели? Праќаш порака. А кој ја за праќа Грција. порака? Грција, добро. Сега, тоа, чест и чест, пази. Така се прави Не бе, јас политика. зборам за овие внатре. Грција си е школски пример, тоа све една запад образовано у политика, што се таму они знаат што прават. Проблемот е нашиот не знаат. Проблемот сега во моментов е и лов за позиции на таа страна. Сега секој сака да се намести, сега не се знае како ќе преломи Не одма да си кажеме, имаме фаворит за лидер во СДС, ама нема да го откриеме во оваа емисија. Но во некој од наредните ќе го откриеме, ќе ги профилираме сите кандидати и така на. И дај во втор дел на емисија да збориме кои све има таму сега. Ќе зборуваме и тоа не е проблем, ама ајде да Могучност. ајде прво да завршиме со Грчка ли? Да, значи пази се, значи со Грција треба сосед ние. Факт е, треба внимателно со нив. Мислам дека нештата ќе се влошат пред да се подобрат, ако можам така да кажам. Затоа што и новата влада најави исто, како што најави председателката. Но потоа ќе се влезат, ми се чини, нештата во тека. Затоа што, пази, не може за вербален деликт да те гонат. Замисли, употребуваш име Македонија, на македонски и тоа. Што збори? Да, Во Македонија. во Македонија. Добро, да те прашам, си видел ли дека некаде си сретнал некој на улица вака северна, да каже, спонтано? Ја обично кога плюкам нешто по земја, кога не ми се свиѓа,
Ме разбираш, нешто нечисто и викам гледај бе Северна Македонија џубре, ме разбираш? Нешто неисчистено, нема култура. Обично ние што се бутаат по шалтери, ја ги викам северно македонци, еве ги. Северџани тако звани. Не, тоа северџани ми е предолно некако, не го користам. Зашто? Али не знам, кај мене нема залепено. Ја користам северно македонци. Знаеш, нешто кога не го бива, кој е за нигде и културолошки, сега го викам Северна Македонија. Порано така фирум го користев. Ево, фиромци, види ги. Те нервираат, а? Да. Све што ме нервира го нарекува фирум. Сега го нарекувам Северна Македонија и јас во официјална кореспонденција, да бидам искрен, ја не сум као Силјановски и Мицкоски, јас ја го користам во официјална кореспонденција. Ја не можам. Ја нешто сивито менјам и сивито ми е со Република Северна Македонија. Ја не можам таа работа. Односно на англиски Нот Македонија. Не ми иде. А? Не ми иде. И мене не ми иде сега, ама што да правам? У свет треба да идеш. Вчера сута па од барање нешто на Google правевме со еден колега. Под бараме Македонија, ништо мора на Норд Македонија. Баре џабе, а? Некоја регистрација. Тоа е сега. Кај се навика. Али битно е да не фати корен. За навикнување ќе се навикнеме. И нема ни да не нервира толку која ќе се користи, али битно е да не фати корен. Како не нервира, нема сегати. Ќе отрпнеме. Ама да не фати корен е битно, да не го користиме. Па тоа е отпор е тоа, така? Да, тоа е битно. Да не фати корен кај нас. Дека ја ќе му се замарам некој странец негде на некоја конференција, кој ме нарекол Норд Македонија, сега ќе изведам, тоа не постои. Ама, ја никош нема така да го користам на таков начин. Освен кога треба да те нервирам тебе некој сабајле вака у радио. А да го правиш тоа често? Да те вадам од такт. Го правиш тоа често и добро ти оди. Да. Види, суштината е дека гледам Грција победи на полувреме со Преспанскиот договор, ама има уште едно полувреме да се игра до крај. И ние до сега од референдумот навака си кажуваме дека не се даваме. Па не се даваме. Не се даваме. И нема да се даеме. Вајда е така, а? Не знам, ја така го гледам. Се може грешам. Тука имаме дека треба да попуштиме, што вика Боцевски, што Чомовски, што рече кај Богдан, дека треба да попуштиме за влез во ЕУ. Луѓе, тие... Не разбирам на што... Не знам сега нешто си поставуваат прашања. Многу интересно што не прават ретардирани дека ние треба да попуштиме за да влеземе во ЕУ. Еве ја ви кажувам, утре да седнеме све грци, што сакате попуштаме, бугари, што сакате попуштаме. Со бугарите е поопасно. Тука било Северна, не било, сме го користеле, не го користеле, ноти ќе си праќаме. Со бугарите е сериозна работа. Да. Треба да кажеме дека Гоце Делчев бил бугарин. Пред човекот што не е прв у химна. Треба да кажеме дека до 41 сме бугари. Тоа они ќе ни го имплементираат во преговарачкиот процес. Еве и тоа да го прифатиме. Ќе речеме, ќе ги ставиме бугарите во устав и ќе одиме во пекол без крај преку тие преговори. И тоа да го направиме, еве ние да сме попуштале. Фразата е ужас безкрајна на кажи го да. Да. И ќе ги прифатиме сите глупоштини што оваа клапа ни ги нуди. Следно Холандија ќе ни стави вето. Или некој Белгија. Луксембург. Низоземска. Да. Низоземска вето. Да. Зашо за, не знам, имплементација на недоволно борба против корупцијата. Што де факт така е борба против корупцијата се уште. Ај ќе видиме. Сега со новата влада. Зашо ние да попуштаме, за да не зафркават и дале? А не зафркават. Има само една вистина, има една Македонија, почитувани слушатели, делете парчета. Пак ќе биде наша најмила. Одиме со кратка пауза за реклами. Ние нема да го делиме и да го парчиме СДСМ, туку ќе го обединуваме, ќе го спасуваме. Тоа е света мисија на секој македонец. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Спушти го скроз тој клизач. Овој што е за позадинава. Океј, се е во ред.
Се враќаме назад. Ивица, тема во вториот дел од емисијата ни е дека ти прв до врв учествуваше. Да, еве имаме медал. Као представник на Радио Лидер. Ова е добро као представник. Не. Делегиран представник, да. Да, ја нешто ако има за спуштање надолу за валкање. Да, со тоа што наместо по патеката ја фатив по асфалтот. 12 километри, добре. 800 метра разлика. Убава работа. И прв пат фатив од таму од кај Кочурац, иначе идам вам од кај Пантелеймон. Браво за подвигот, ти доживеа неверојатна трансформација изминативе месеци. Па сега морам. Ја дури најмалку ја забележав, пошто секој ден те гледа. Да. Али народот, како да кажам, народот бе добар е, ајде. И ја виде, еве имаме поздрав, вика, добро е, видовте дека одите во Ќорсо, как сега полека ретерирате. Што е сега? Дека сега ќе го горите од сите страни на телото, лесно беше опозиција, сега уште малку, ние ќе ве напаѓаме. Не бе, дечки, ние сега пак сме опозиција. Значи не се секирајте. Вика, Совлен ќе ви влези од дожд во град. Не, сега се по-нормални од дуи, колку и да не чинат. Ајде да видиме друга некоја овакво коментар. Вика, да го викнеме Владе Милчин, не советуваат. Зошто да не? Што има лошо ако го викне? Да, Владе Милчин ќе има да каже мудри работи за она што се професорот од секој бил интересен соговорник, се мораме да бидеме искрени за таа работа. Фала ви за предлозите. Што сакае можеме да мислиме, што ова не публикуме. Значи ви така управо сум дека од секојаш бил интересен соговорник. Така е. Така што не гледам зошто не би го викале. Не ми е јасно, нели? Да. Ќе го викнеме. Кога сме кај Владе Милчин, што ќе правиме сега со СДС ивица? Многу е лоша работа. Владе Милчин одамна се откажа од СДС. Мислам уште од 2005-2006. Или 8 да не беше. Не, дигна руки. Што паметен човек, што се види. Сега кого да предлагаме, што да правиме, кого да поддржиме? Од она што гледаме, уште никој се нема истрчано баш. Меѓутоа најавија кога им е тоа, кажи го те? После избори, ама не се завршени. 6 дена после избори. Ама не се уште завршени избори. Не, ама мислам дека овој веќе закажа. Кој, Ковачевски? Да, ај провери на интернет да види Конгрес на СДСМ. Конгрес на СДСМ 2024. Ајде да видиме официјално. Не. Нема. Мислам дека е закажано. Добро да не е битно. Кога и да е Конгресот, на него што ќе се прави? Ќе анализира резултатот. Да. И што ќе правиш анализа? Дупка е резултат. Ама мора да се направи, мора да се изготви оценка политичка, да, извештај и оценка политичка, што направиле, што сгрешиле. Има поише, ја имам поише фаворити за таа работа. Кој? Ја мислам Ковачевски треба да остане. Човекот многу неблагодарно време дојде на таа функција. Он е сепак. А чекам, мислиш дека одржливо тоа? Што? Дека можно тој да остане? И зашо да не? Ја мислам дека не може. Се извинувам, имавме мала интерапција. Докај бев Мивица, нема бев кандидати, нема. Ковачевски, он ти е, како да кажам, он ти е таму. Не, нема шанси. Нема шанси да остане како лидер. Зошто? А нема шанси. Кој друг би можел? Мислиш дека може Максим Димитриевски да се врати? Не. Завршена е таа работа. Радмила Шекеринска? Би сакал да се врати, ама не може. Она би сакала? Да. Па види, добро, она се евакуираше на време? Не, друго сакам да кажам. Таа највеќе вложила во политиката, меѓутоа мислам дека нема веќе поддршка внатре во СДС. И еве ќе објаснам и зошто, затоа што таа партија најмногу има вложено во нејзе како личност. Меѓутоа, како се вика тоа,
резултатите од таа инвестиција се слаби. И многумина во СДСМ забележуваат зашто и тие не добиле таква шанса каква што таа има вие. Со право. Сега доаѓаат веќе помлади генерации, попробивни генерации и сметаат дека нивно е местото таму. Дека веќе не треба да се оди со решенија кои што докажано не функционираат. Решенија кои што народот не ги прифаќа, како што е Радмил. Да. Мислам, секогаш кога таа беше на демократски испит, потврли. И тоа не бива веќе. Еве, гледаме сега партија на европски социјалисти, едно друго, ама тоа е, сега како да кажам. Слушам и Црвенковски го зборуваат, мислам тоа е оче веќе, знаеш. Не верувам дека се Бранко Црвенковски би се враќал да го спасува СДСМ. Не гледам. На крајот на кришата тоа е одсутен од 2014 година. Пола од луѓето не го знаат внатре веќе. Ко да речеш сега дека Љупчо Георгиевски ќе го спасува ВМРО. Кој во ВМРО го знае Љупчо Георгиевски од актуелно раководство? И во денешното. Не, во денешно ВМРО еве да речеме 5% можеби го знаат. Исто и Никола Груевски. Така е. Мислам, времето веќе е поминато, веќе нови луѓе се влезени во тие структури, нели? Така е, така е. Не. Така е. Управо си. Еве, добиваме од еден сериозен извор брифинг, вели Стево Пендаровски и Стефан Богоев биле заинтересирани. Ајде да видиме сега тоа да го анализираме. Стево Пендаровски, ја уште одма го кажав првиот ден после изборите. Сега да бидеме вака објективни. Ја ова информација имам оддамна. Но исто мислам дека Шо тешка мислиш? работа ќе иде и тоа. Види, што е проблемот со Стево Пендаровски? Стево Пендаровски не е политичар. И Стево Пендаровски не е израснал политичар. Не знам дали сум јасен што зборам или не сум јасен. Баш така. Значи, никоја што човек не е израснал политичар сите овие години. Не сум сигурен дека во СДСМ го прифаќаат него ко дел од телото или како да го наречам, ко дел од екипата. Барем мене така ми се чини. И сега тоа е проблем за него, објективен. Ако не те прифаќаат, како ти ќе се наметнеш? Нели? Така е, така. Во однос на Стефан Богоев, па тука мислам дека тој можеби не пука за врвната позиција, но затоа што е подолго во структурите, мислам дека тие муабети не се далеко од вистината. Стефан Богоев има само еден проблем. Етички и политички, тоа е дружењето со Боки 13. Баш така. И тој проектот, како се викаше, тоа пензионерски систем... И меѓународен Да. сојуз. Меѓународен сојуз. Значи, меѓународен сојуз е тоа петното што му виси на глава на Стефан Богоев, треба да го исчисти. Не знам како, треба да излезе да каже дека немало тоа никакви, како се вика тоа. Дека тој немал никаква врска. Не знам, значи едноставно треба да се исчисти од таа работа. Ако сака да тера понатаму политиката, затоа што овој народ памти. И тоа долго памти. Што ќе рече, што знам, значи тоа е неговиот проблем. Тоа малку Гледаме проблем. активно низ медиумите Јово Деспотовски. Може би тоа нешто значи. Види, он е веќе сериозен Претендент би рекол ти? претендент, Добро. а да и него бившата функција малце го блокира за таа работа, сега да бидеме искрени. Добро. Но станува збор за Не гледаме дека се активира, така? се активира. Јован Деспотовски има познавање политички, долго искуство. Вие генерација сте така нешто. Да, генерација сме те беше Јосип Брос, Јава Никола Карев од Скопскија гимназија. Он си е за таа работа окей, му тежи функцијата што ја имаш, сега да бидеме вака искрени. Му тежи. Што ти значи тоа? Па му тежи, се поврзуваше, ти директор беше на Зоните.
на зоните, имаше И предходно таму, беше Нова Другова, како се викаше. имаше таму по некој скандал, така не е толку лесно. Как викаш, по некој скандал и скандалчичи, нели ти што би рекол, да. Значи, но сепак Добро. како политички габарит, мислам дека он е веќе во животна фаза, Кога треба да да истрче. отиде стадиум повеќе. Ова ми се допаѓа. Животна. Како? Треба да скокне сега, да отиде на една повисока функција политичка. А останува да видиме како ќе се однесува. Јас верувам во неговите капацитети и мислам дека Јован Деспотовски ќе биде добар лидер на СДС. Дека полека ќе ја врати. Он прво е разумен национален човек, така, прибран, и второ ќе ја донесе СДСМ на едно поубаво ниво. Добро. Јас заради конфликт на интереси ќе се оградам од коментари. Пристрасен сум. На еден или на друг начин. Добро се. Си да се збориме отворено, тоа е моje лично мислење се. А од досегашниве што се во раководство, Сања споменав пред некој ден, не, а? Зашо? Ема се, прво, на која изјава на Сања Лукаревска ти се сеќаваш? Бе, добро, сега има шанси. За Она не председател е сега, нели? Не е мала работа. Прилично, сега, не кем да бидам злобен, ама А, Миле Зечевич Вардарски. Добро, дали, како беше? Богот е и подпредседател, кој знам. Мора да ти кажам дека не за лидер, меѓутоа интересен е овој градоначалникот на Валандово. Знаеш зашо интересен? Затоа што отиде против бранот. На оној бран на ВМРО, он беше избран. Така што ја кај него гледам политичка еднина. Сега, искрено зборуваме. И кај него, и кај градоначалникот на Крушево, и кај овој од Росоман. Овој од центар не ми делува толку тврдо СДСМ, знаеш, онака. Така што не можам за него да коментирам. не, тој не. Бисера Костадиновска Стојчевска мислам дека и тука завршува кариерата. Битичи се изјасни, не знам што се изјасни Битичи усвари. Ни он не знае. Ни он не знае, добро. Чекај да видиме кои се други. Во активниот извршен одбор. И Костадин Костадинов, градоначалникот на Струмица. Он е више друго. Добро, ама не за лидер. Да. А Шилегов бе? Не. Не. Не, а? Дарко Каевски. Добро. Андреј Петров. Може. Мада... За лидер? Не. Никогаш немал. Он му беше на БЦ добар генсек. И тоа е тоа. Значи не гледаш ти тука некој потенцијал, а? Да. Чека да видим уште. А кој е овој Васко Кичевски што ја води градската организација? Смешки. Да. Нема, кој е, ја не го знам. И поарно што не го знаеш. Саша Богдановиќ уште е во градската? Не бе. Не сум знал, го пишува. Као член. Сега го пишува сега човекот. Дека што гледам. Добро, чекај уште да видиме. Сектар за меѓународна соработка Бојан Маричич. Добро, далje сакаш да кажеш. А форумот на жени го води Јована Тренчевска, беше министеркава, така? Да. Добро. Снежна Калевска Ванчева ко пратеник беше од повпечатливите претавници. Сега можеме да зборуваме што зборела, како зборела, ама Љубица Јанчева е во град Скопје. Предпоставам дека професорката ќе остане во некоја... Добро. Вака чисто гледаме, а пратеничкава група е преполовена, Не преполовена. Најголем пад во историја, усвари, да. Од 44 на 28 пратеници да изгубиш, Што збориш? Толку е. Во однос на претходните избори. Ајде. Полу да вие пратеници не сум ги видел да се јават.
Да, па добро, не дека на друга ствара. Сегде се такви. Сегде се такви. На младината кој ми ја води сега на СДСМ? Не знам. Еден дечко со Марко Михајловски. Да. Не го знам. Дете. Не го знам. Ова на Сашко Насев синот ли ова Насе Насев? Да, Насев. Секретар за меѓународна соработка. Да. Добро. Високо образован. Видиш, Ивер не пада далеко од кладеви кад србите или македонски крушата под круша паѓа. Добро, сега да бидеме искрени, Сашо Насев. Дете на дипломат е друго. Ама Сашо Насев па никош не градил кариера од дневна политика. Боже сачувај, да. И Страхил, не, ова е веројатно внук некој, не е Страхил Гигов, го гледам тука. И го има, да. Викам, од каде Страхил Гигов, што се случува сега ова? И тоа во младина, знаеш, нека, ама добро, очигледно дека е некој внук. Јако е, внукот на Страхил Гигов, овакво, тоа е. Да, до 99-та не напуштил Страхил Гигов. Да. Да, народен херој на Југославија. Значи, генерално лоша е работа. Не, добро, ама ние ќе го отвориме сега за дебата радиова на... Да, ние ќе им дадеме простор на сите. Ние веруваме дека СДСМ треба да се врати. Не на власт, ама треба да се врати. Добра. Како се вика? Преку една добар резултат. На власт уште не се спремни да се вратат, според мене. А иначе по дедо му е Насе Насев Крстен, знаеш кој беше Насе Насев? Беше еден од легендарните, на Сашко Насев татко му легендарните македонски борачи. И да, интересна. Сашко Насев го почитувам и како режисер, го почитувам и како интелектуалец. И сметам дека Сашко Насев, имам неколку ставови така од дете очитано. Тук там на некој портал ке излезат тие нивните. И не е воопшто. Не можам да најдам некој лош збор, но станал збор сепак за дете. Мислам дека беше и дел од листите на тие подолешни позиции. Добро да што се така се почнува, така. Во секој случај не е воопшто страшно тоа што е син. Не е пробисвет, така да кажам. Не е пробисвет. Да, па јасно, добро. Го воспитал татко му, си го знаеме, Сашко. И не само тоа, види, Насев прво се проби како драмски автор, потоа како политичар и тоа како неговите представи уште се гледани, мораме да кажеме така тоа е. Затоа ти викам. Не сме тука да не сме поинако да зборуваме. Но добро, види, мислам тука да затвараме полека. Малце види, издишана е политичкава сцена. Гледам дека се обидуваат овие што ги кажат. Види, главнината работа сега сите чекаат, нели, влада. Да. Ај ќе видиме се. И ние чекаме влада, нели? Да. Да видиме што ќе се случи. Дали ќе имаме колкао, сега и тоа е дебат, колкао треба да биде, колку албанци треба да има, па ние у тоа не навлегуваме, сепак сме нормални луѓе, нас не интересира етничката припадност на луѓето, не интересира нивната, како се вика, нивното знаење, така Ивица? Да. Сега, точно. Ако некој мисли дека не е битно колку некој знае, туку битно какви крвни зрнца има, си ти имаме исти крвни зрнца. Трансплантација на крв е можно од секој, така. Независно од етникумите. Ќе видиме. Почитувани слушатели, останете со Радио Лидер.
Утре се гледаме, не знам ја дали ќе стигнам утре, затоа што имаме налична обврска голема. Но ние ќе емитуваме. Во секој случај, ово радио нече, како се вика, пасти. Не сме пасти. Не сме пасти, се гледаме утре.